Неповратна финансиска помош, односно исплата на плати и субвенции за сите вработени во угостителската индустрија додека траат рестриктивните мерки, односно до завршување на пандемијата, бараат угостителите од новиот пакет мерки на власта. Независната угостителска комора бара активно да учествува во креирањето на петтиот сет економски мерки за финансиска помош. Од таму за Алфа вела дека се незадоволни што не добиле покана за активно учество во нивното креирање. Бараат од власта да не остане глува на нивните барања. Дали остануваат глуви, дали немаат време или која е причината што владата не наоѓа за сходно да не викне и да поразговараме околу сите проблеми, колку се навистина реални или во моментов се само дополнително наметнати, не знаеме и немаме информација. Меѓутоа, факт е дека ние упорно ќе инсистираме за да знаеме вистината, зашто се сите тие лимити и ограничувања направени и што е она што се случува, дали благодарение и покрај целиот притисок заедно со вас што го правиме, не можеме да стигнеме до нив и која е таа причина што они не излегуваат во пресрет на нашите барања, едноставно да седнеме на маса и малце да разгледаме ситуацијата од двете страни. Јосифовски смета дека се потребни и дополнителни мерки, како финансиска помош за закуп и користење на деловен простор, законска регулатива во однос на трошоците за урбана опрема во време на пандемија, потоа одложување на наплатата на долговите во кризниот период, како и креирање на регистер на угостителски објекти. И додека угостителите бараат државна помош за спас на секторот, почнаа да ги бројат и штетите предизвикани од пандемијата. Не паметат ваква новогодишна ноќ без прослава и со клуч на врата во 18 часот. Вакво фијаско за нова година, ниту празна ноќ новогодишна немаме доживеано и се надеваме дека до крајот на нашите животи нема да имаме прилика повторно да ја доживееме за ниеден случај во ниедна ситуација. Жално е она што се случуваше, 18 часот угостителските објекти затворени, потполно празни, луѓето прибрани по дома или по улици и новогодишната ноќ едноставно не ја имаше таа драж да ја пречекаме како што треба новата година што ни доаѓа и да испратиме достоинствено претходната година. Од угостителскиот сектор не паметат како што велат ваква катастрофална нова година. Без гости, без атмосфера, без музика и со затворање на локалите во точно 18 часот. Се надеваат дека ова ќе биде прва, но и последна нова година. И додека пандемијата удри врз сите сектори, недраматично го погоди угостителскиот сектор, кој буквално клекна на колена оставен на цедило без доволна државна помош. Оваа дејност која вработува илјадници луѓе работи со огромни загуби. Предизвикот е сега како тие да се надоместат или барем малку да се ублажат за да нема клуч на врата на добар дел од угостителите.